почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и секако ќе имате можност денеска со мене до крајот на денешното издание да го споделите вашиот став и размислување на темата која што денеска е актуелна. Имено вчера на емисијата во тек споменав дека денеска ќе имате можност да зборувате за уставните измени. Имавте таква можност и во емисијата во тек со мојот колега Исо Мухик, така што ќе продолжиме и ние понатаму, се со цел да го слушнеме вашиот став околу она што денеска се случуваше во собранието. За 16 часот беше одложена собраниската седница за уставните измени, така што јас верувам дека и во секој момент ќе започне, па бидете со телевизија 24 и бидете во тек со сите оние информации кои што ќе следуваат понатаму. Темата ќе биде дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство гласови за уставни измени. Калкулации, но и неизвестност пред самиот финиш на уставните измени дали ќе биде обезбедено потребно двотретинско мнозинство на гласови. Преговорите помеѓу власта и БЕС продолжуваат и утре. Иако од Алијансата вела дека работите и преговорите со владата за сега течат во добра насока, БЕС и натаму преговара и се уште тврдат нема конкретен договор. Од СДСМ пак велат кога ќе има нешто, тогаш ќе кажат. Неофицијално според партиски извори се преговара за формулацијата за државјанство со што би се интервенирало во уставниот закон. Лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски денеска на пресконференција порача и нема да ги подржат уставните измени и ќе останат конзистентни на својот став и нема да дадат легитимитет на процесот. Тој не беше расположен да одговара на новинарски прашања дали е можно уште некој од пратениците на ВМРО ДПМН да даде подршка во финалната фаза на овој процес. Во предворието на финалната фаза од уставните измени, кога повторно ќе треба подршка од минимум 80 гласови во собранието, и натаму продолжуваат преговорите околу спорните амандмани на албанскиот опозицијски блок, кои пак во целост не беа прифатливи за 8 независни пратеници на ВМРО ДПМН, кои рекоа дека нема да ги подржат. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство гласови за уставни измени е прашањето на кое што можете да одговарате во следните минути. 2 минути имате можност во оваа емисија да зборувате, така што бидете што пократки, концизни, пратете си го времето за да можете да се доискажете вашата мисла. Дали имаме гледач на линија? Да, имате. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи вака, да, ќе помине ова, Македонија мора да оди напред, Македонија мора да го смени името и сите тие работи што се договорени со Преспанскиот договор, за да Македонија има еднина, има просперитет. Сега имаме една голема молба до вас да ви кажам нешто во оваа тема, ако сме. Ајде, повелете. Пред неколку дена во селото Јурумлери на еден човек ром срушена му е куќата од неговите соселани. За тоа никој не известувал. Ниту една телевизија. А зошто му е срушена куќата? Како тоа му е срушена куќата? Самите соселани? Затоа што ром не може да живее во тој дел од Јурумлери. Чисто од националистички, фашизоидни и нечовечки причини срушена му е на куќата. Од Савалјево јас ви звонам за да ви обавестам за ова. На Фејсбук иде еден мал клип да снимено е куќата, разрушена е тотално на еден многу сиромашен човек, а ова демек на големиот христијански празник, кога палеле огин, како се вика тоа, што целата црква го прогласи за паганство, е на тој пагански ден отишле да му ја кршат куќата со палки, со не знам што ти не уште. Да. И ве молам, вие како телевизија која што е една од највлијателните во Македонија, најреалните, најпрофесионалните, отидете до тоа село Јурумлери се викало. Господине, ако имате, значи вака, оставете го бројот во режија, колегите ќе го запишат. Добро, ќе го оставам. Да. Оставете го така што ако е и човекот на кого што му е срушена куќата е расположен да зборува, че ние сме тука да ве снимиме. Јас лично него не познавам човекот, но знам една ваква слична случка во едно битолско село, кога сите соселани македонци го поддржаа ромот. Јасно. Разбирате? Да. А сега за сега Јурумлери молчи. Медиумите молчат и за тоа ве молам. Имам само уште 7 секунди. Ете, нека не ми случува режијата, да им го дадам број, па нека го побарете го човекот. Фала ви многу. Ви благодарам за вашето јавување, за ова информација која што ја споделивте со нас. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Повелете. Добар ден, Мартина. Повелете. Ако е господине точно и овој што се јавува е ром,
ako je točno sramota što se napravilo. Taka osudila jedan prav Makedonec. Taka jedan čovjek sa duh vaka osudila kako mene. Od odma, ako je točna informacija. Sramota, bruka. I to je dušička i ako je crn. Taka ja razmislujem. Kako što će kažem za gospodata pratenici od VMRO DPMNE. Sega li i tije go načekaja zajevo tesno. Zašto sega nego iskaže svoj patriotizam vo sobranijeto. Prema gospodata, da rečem, predsjedatelj na Besa ili na ovoj sela tamo. Svega trebaše kontra da napravat gospodata od VMRO. Da vidite vi, ako toliko ima protiv Albanci, da vidite vi kako se glasa. Ajde da vidime. To je muški potek, to je patriotizam, gospodja. Martina, oprosti vaka na ova, što se obraćam, nemam ništa okolo. Što će kažem? So zborovanjeta na gospodja Solza Grčeva. Nareku vam gospodja od kultura, no nema ni del za gospodja. Sramota. Sita je znajeme koja je Solza Grčeva. Pratenik na SDSM. Zašto je isključena? Počna da puka sa dvocevka puška. Što to znači? Balkanski mentalitet. Zašto mi ga napravija ovaj, će napravam ova. Sramota. Jedna žena zastanala pred sobranijeto. Neka odi doma da se gleda familijata i neka ga uči decata u školoto. Kako treba jedna dadena situacija da se gleda prema državata, makar i delo od sebe da se žrtvova. Isto to, ova go kažu vam za Mickovski, sramota, go isvirka luđe, to jako se tamo opomal broj. Go povara da se kači na binata, ne se kačuva. Zašto? Laži pred ekrano jedno zborува, позади екрано друго. Голема срамота. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Прва ќе кажам моето размислување околу оваа тема. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство? Ја мислам дека доста долго време се преговараше, се разговараше со пратениците во парламентот. Најверојатно и самите пратеници сватиле дека назад враќање нема. Треба на некој начин со жртви, со отстапувања, значи треба да се обезбеди тоа мнозинство, да се реши овој проблем од наша страна, затоа што е двостепен. Ние ќе го донесеме да решиме овој закон, ќе помине на парламентот, но мора да помине на другата страна. Затоа што дека се две страни, грците и македонците. Значи мора да чекаме, да стискаме песници, да биде тој закон поминат и во грчкото собрание. Ако и тамо помине, ми се чини дека не би требало после тоа да имаме проблем во останатите земји, затоа што таа ратификација треба да помине во сите 28, колку се тие 28-29 земји, че треба да помине во сите и да добиеме визата за да одиме во НАТО. Меѓутоа, ја мислам дека нашите граѓани, нашите сограѓани во нашата држава, мислам дека стварно не ја сакаат државата и не сакаат да размислуваат правилно. Затоа што, значи, на некој начин сматраат дека ние веќе нема да бидеме македонски. Како може да не бидеме македонци кога тамо стои Република Северна Македонија? Каде се губи името Македонија? Значи, ништо не се губи, меѓутоа, во секој преговори, во секоја војна, еден губи, еден добива. Меѓутоа, сето тоа се решава на зелена маса и таа зелена маса го потврдува сето тоа и на крај финишот е, значи, едните губат и другите губат, но со отстапување се доаѓа до одреден резултат. Благодарам што ме слушате, поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, човекот што ја кажа сега случката што се десила, така сте денешните патриоти за Република Македонија, кои се борат. Значи да избркат или да уплашат све што може. Нема да им помине тоа. Се туда вие телевизији како нешто се достига, а сигурно има пријавено некој за таа случка што се десила. Така да тие тврдокорните патриоти и не знам кој квази таму нема да спречат и нема да заплачат никого, да им кажете слободно дека не им се плашиме ние што не сме македонци. Како денеска на господја што кажа у првиот дел од вашата емисија дека Македонија била на македонците, они биле на прво место. Не, ја имам исто право како и вие, господјо, и таа господја,
што е тука имам право и пред суд и пред закон и пред и пред продавница и у продавниците сегде да им кажам тоа да не. Ова за законот ќе помине тоа сигурно над 90 пратеници ќе. Добро. И благодарам за вашето јавување. Во секој случај разбравме што сакате да кажете. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Много добар ден. Повелете. Па ја мислам дека ќе наврат нанос ќе се обезбедат тие 81 пратеник. И ќе поминат тие уставни измени и се ќе се следи и ќе види ракот. Но би сакал сега, знаете што, друга една работа. Да го прачате Мицковски кој ќе дојде, ако дојде на власт наскоро, бидејќи ќе има 1.200.000 гласачи сега ќе има на председателски избори, мора да ги добие изборите. Нели 1.200.000 гласови се многу повише од него 6.000. Дали ќе го сруши договорот и дали ќе ја поништи спогодбата со грците ме интересира. Тоа да ми кажат сега. Овие мислам што ги буткаат луѓето да мрзнат надвор, што ги водат како солза Грчева што е накода. Дали ќе го поништи и за колку време ќе го поништи договорот и ќе ја повлече Македонија од членството во НАТО и се останато. Еве вака, почеток гледам денески Мицковски пратенициве искочиле таму овие амнестираниве сите надвор. Да кажат за колку време, ако добијат власта, ќе ја повлечат Македонија од членството за НАТО и ќе го поништат договорот со Грција и ќе го вратат стариот устав. Значи, стариот устав ќе го вратат, она што сега ќе се смени, они треба да го вратат назад. Но што ќе правиме ако не ја завршат таа работа, да ги прашам? Што ќе правиме ако прават коалиција со ДУИ, со БЕС или со компанија што сега ги плукаат и на социјални мрежи ги хушкаат своите членови да плукаат по нив, да навредуваат на национална база, па да го навредуваат и, да не кажам, и Заев дека е ваков, дека е таков, дека ние што збориме сме биле вакви или такви. Што ќе правиме ако направат коалиција со ДУИ со албанските партии после добиените избори? Дали ќе ветат дека нема да прават коалиција со албанска партија, да ги прашам? Тие две прашања би сакал да ми ги одговори Мицковски, кој ќе имате шанса да го викнете во дебатна емисија или ако некој од вашите теренски новинари да му ги постават прашања. Сакам да ги слушам тие одговори од него. Толку пријатно. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство гласови за уставните измени? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ме интересира мене за ситуацијата со Митковски. Малку погласно режи, ако може. Повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Господине, ве слушаме. Ме интересира со овие ВМРО-овци нивни на Митковски. Дали уопште они се интересираат за Македонија или уопште не ги интересира за Македонија? Ка Митковски исто. Митковски не го интересира за Македонија. Митковски се интересира само да грабне некоја пара и да го нема од тука, кај исто господинот пред него и пред тие што беше. И сите ВМРО-овци се такви они. Зимат пари, крадат и бегат, ги нема, крај. И никој не може ништо да го направи. И Дупчето што беше, и Груевски, и Митковски, и сите такви тие. Само дали се вие ВМРО-овци затепани у главата толку, што не гледат што се случува во Македонија. Да, бе, дојмо Европа, бе, што се занесуват, што му е толку тврда главата, бе. Зошто Митковски е еден глуп човек, еден прост човек. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Видите сега, не е добро да се критикуваат луѓето, само времето рете темило така. Има два парламента, еден надвор сега во моментов, еден напред. Сега кој ќе преовлада, свака му час. Луѓево треба да размисля што зборуваат. Тој еден предходниот албанец ли беше, што беше, ја имам права, ја имам све, имам гона, ама треба да појди во Албанија да каже и таму македонците какви права треба да имаат. Или во Грција има милион албанци, дали има некој во парламент ли, преседател или некој шеф на таму да појди да види како е. Не само овде се навртеле. И ова под паролчето сега што излезе, едно, најто дека има фамилии со ни еден вработен човек и преживуваат по кантине, а то си е вработило мајка му како нормално на конкурс се јавила. Така држава не се води. Треба да му помогнеш прво на тој што нема,
па после да помогнеш за себе, ти веќе имаш. Така да, парламентов и ова брука светска сега што се одиграва. И како можат пратеници да се продаваат? Треба да застанат на браникот на државата и да кажат што може, што не може. Не може ние да подкусуруваме секој ден, секоја седница, секој излез на телевизија, само даваме, само подкурусуваме. Сега уште ќе стават председател на Албанец на Република Македонија и таман да може да подпиши све што сакаат. И јазици, и држава да се разнезбити, и ова речи го Западна Македонија да се отцепи. Добро, одите далеку веќе. Да. Тоа е проблемот нивни. Зато се борат. А овој премиеров го ставија во еден теснец кај што не може да излези, главата да изваи надвор. Тука е проблемот. Пријатно и убав ден имате. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво сакам да ви скренам едно внимание, да му скренете внимание на вашиот колега што ја водеше емисијата предпладне, малку да биде пократок во неговите коментари и воведо, за да имаме ние гледачите повеќе од времето. Тоа е едно. Ова не е злонамерно. Добро. Во врска со темата. Да, мора да помине овие промени во собранието и мора да се влезе во НАТО, и затоа што друга алтернатива нема. Меѓутоа, тоа тешко оди, барем за мене, заради вакви како предходниот, што нон-стоп шират албанофобија. Тој албанецот што барал овде право, има право, тој е овде роден, а правата на македонците во Албанија и Грција треба да ги бараат македонците кои живеат таму, како што албанци овде ги бараат собствените права. Тоа е едно. Второ, баш ме чуди, предпладне ја прате ваша емисија со вашиот колега. Добро. И од околу луѓе што беа, не беа многу, добеше пред собрани како е најдоја Солза Грчева за интервју, вашата новинарка, кога знае Солза Грчева е олицетворение на деструктивец. Таквите ги доведе на станите во собрание крвавиот четврт што ли беше таму. Значи, уставните промени мора да поминат и никакво губење на национален идентитет и јазик и така натака нема, туку се зацврстува, а во вакви геостратегиски, политички односи, глобални односи, Македонија може да биде сигурна само ако биде под заштита на НАТО и во членка на Европска Унија. Фала. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Еве вака прво ќе зборувам за многу кратко. Јас сум член на ВМРО од Кизнекога. Меѓутоа, во вакви дадени моменти го повлекувам се што сум од ВМРО и го и повикувам од ВМРО да гласат за овој возо е тргнат и нема крај. Се виде тоа дека е тргнат возо и не можеме да го спречиме. Зошто се албанците да не условуваат? Јас не ги братам албанците. Да се разбериме погрешно. Тука живеат, сето тоа е во ред. Меѓутоа нека ми каже една држава, албанците, каде, едеве во Швајцарија се најповеќе, има двојазичност или било какво. Не знам, тие не ми е што се уште барат. Дали се слушаме добро? Одлично ве слушам. Значи немам против. Имав јавување пред некој ден и дали ќе гласаш, ме вела за албанец председател. Одма ќе гласам, еве јас сум чисто македонец од Битола, одма ќе гласам за Бујар Османи. Ама ако ќе видам на свадба со македонско знаме, кога ќе видам да излезат се вели со онде сам битувам од Зајец према Тетово се албанско знамина, тие си е брат сами по мразата. Ја не ги бркам државата, некој не ги брка. Нека кажа кај има македонците поголеми права од нив. Убаво се човеко. Дали македонците во Албанија има, или во Грција, или албанците во Грција. Значи, сами си го прат тоа. А ги повикувам уште наш од ВМРО, ова тргнате возо мора да гласат. За се уште да не условува како таков тој договор од Преспа. Ќе видиме па дали ќе грците ќе подпишат. Добро. Мислам сум јацен. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па вака, во врска со изјавата на Мицковски, предходно вие дадовте тука на телевизијава. Ништо ново.
од кога е на чело на партијата на ВМРО, тој ништо ново не кажува, само ливчето е пред него и чита што ќе му напишат. За него Европа е и овде. Него не му треба Европа, ниту па му е гајле за Македонија. Со 5 хидроцентрали, со куќа на 3 спрата од милион евра, со сега скоро купена кола од 100.000 евра Ауди, со 3 стана, пон пари, како брод, него не му треба Европа. Затоа и го завлекува народот, го залажува да го шета по овој студ. Толку имам да ви кажам. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, за прашањево за уставните промени, мислам дека мора да се најде консензус меѓу опозицијата и позицијата. И радикалните елементи на некои партии. Македонија нема друг избор. Дали ме разбирате? Ало? Да. Ве слушам одлично. Македонија нема друг избор. Македонија мора да оди во Европска унија. Добро. Мора да оди. Опозицијата и позицијата мора да се договорат. Мора радикалните крила полека да попуштат. Затоа што иднината на Македонија и за младите е Европа. Нема друга иднина. Дали ме разбирате? Секако. Да, затоа што ако не се направат уставни измени, ништо не се менува, зависи кој како ги толкува. Едните ги толкуваат радикално надолу, другите ги толкуваат радикално нагоре. Меѓутоа, реалноста е Македонија мора да биде европска држава. Добро. Благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, јас се јавив само исклучиво да го подржам гледачот, говорник, кој што му постави две прашања на господинот Мицковски. И јас исто како него не гледам причина зошто сега би бойкотирал, кога тој има 1.200.000 сигурни, загарантирани, заокружени гласачи. Така, нели, цело време се зборува, се труби и по градови, и по села, и секаде. Што сега толку се вознемирија, вака ќе бидело, така ќе бидело. Ако сака за инаку да биде, има комплетно 1.200.000, пазете, во една државичка која има 1.800.000, и ако се толку, ето ќе речеме дека се толку, што се плачи 1.200.000, тоа ги добива сите избори, стануваат председател на држава, ќе прави што сакат и како сакат. Иди, ќе го подржиме, ние сме манина, ние сме издајници, ние не си ја сакаме држава. Ако ми 2000 години можда пред нас живееле наши, ето, издајници сме по ними, одека други националности не треба да живеат таму. Не, то не се слагам со така. Значи, нека се смират, нека поминат овие процеси, нека ги подржат за да бидат подобро за сите, и за нив и за нас. И благодарам, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Само да му одговорам на овој гледат, мислам да учествам малце. Како прво ВМРО знаеше дека од 1.100.000 нема повеќе да излезат надвор на референдумот и затоа едноставно бойкотираше. Тоа беше, знаеше ВМРО како ќе биде резултатот. Дека референдумот ќе биде позитивен и битна позитивен. По моје. Сега за на прашањето. Ќе се обезбеди двотреćinско мнозинство, ќе се работи на то да го биде, да има двотреćinско мнозинство и ќе се изработи таа работа. Му честитам на Заев, му и на успехот до сега, а и на понатамошната работа, исто така да има успех, а и ќе има. Значи, ние дефинитивно ќе батиме услов за НАТО и Европска унија. А Мицковски нека се приземи малци и сите тие околу него што ги поттупнува, оти сите тие има сркнато та манча поранешна. Значи, нека слезат малце, барем за 10 октави подолу и да сватат дека Македонија само вака со овој договор, со прифаќање на овој договор може да оди напред.
противна Македонија ќе тапка место, односно ќе се враќа назад. Што е уште полошо, значи ќе одиме уште во полоша ситуација, ќе имаме ембарга, ќе имаме 300 чуда, значи ќе бидиме казнувани за глупости. А што се работи за диаспората околу нас, нека си работат самите за тоа да си обезбедат да бидат малцинство во тие држави или како било. Ви благодарам за јавувањето. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство гласови за уставни измени е прашањето за денешното издание на емисијата Очи во очи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. За темата, благодарим. Ајде, повелете. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство гласови за уставни измени? Јас мислам да. Собранието ќе заврши работата, народот е мудар, паметен, мора да се оди напред. А за председател, јас би предложил Тито Петковски да биде, ќе ни врати во стара Југославија, време убаво, модерно. Како мислите дека не врати во стара Југославија? Па така, со македонски пашоши ќе може да патуваме. Низ цела Југославија, поранешна, СФРЈ. Добро. Оти ние сме луѓе од тој век, од тој систем, научени, мајстори, професионалци. Че тој систем беше убав. Дипломите со пари не се купуваат тогаш луѓето треба да бидат факултетски образовани, начитани, научени, напишани, за да добие диплома. Добро. Ако тоа беше се, ако немате што да кажете, велам ако немате што повеќе да кажете на темата, ви благодарам за вашето. Барем се јавувам оптимисти да бидиме насмеани и весели. Така е, така е. Така, ајде, се најувам. Ви благодарам за Само вашето. во ваше време се јавувам. Поздрав. Драго ми е, поздрав и до вас. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Валентина Каралиовска на телефон. Повелете. По прашање дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство, сметам дека само со насилство се обезбедува и со уцени. Власта воопшто нема право, нема мандат за ваков терор и овај терор на малцинство врз мнозинството. Ова е таков еден невиден геноцид. Виткање кичма, рушење на секое основно право на човекот на самоопределба. Страшно е ова што се случува. Може би ќе се обезбеди тоа двотретинско мнозинство, меѓутоа цел народ од било кој етникум е сведок дека ова е само со уцени и под страшен притисок. Да живее Македонија и македонците. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добра ноќ. Повелете. Добра ноќ. Вот ето е добра ноќ, виж. Ајде вака ја да кажем макар што не сакам дигресија. Мајка ми се викаше Илијана, татко ми Благова. Македонци. Егумен имавме македонци тоа. И кој може се од двотретинско мнозинство да ви каже мене да дигне два прста и да каже дека јас не сум македонец? Кој им дава таа сила? Кој им дава таа снага за со два прста да кажат дека јас не сум македонец? И прво и ваша телевизија не следа ваква контактна емисија, од утре ја не сум македонец. Кој се тие што дигат два прста дека ја од утре не сум македонец? Кој се тие луѓе, бе? Од кај ги измисли мене? Од кај дојда? Девојте луѓе, па вие македонка сте, госпоđo. Директно прашање за вас. Кој утре ќе дигне два прста дека не сте македонка? Ти, ти, децата што имаш, кој е тој утре ќе дигне два прста, што ќе рече дети македонка? Ајде бе, молам, не подлоза, не бидена, ајде да ги нема овие, одма. Добро. И благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Се јавува Славе од Прилеп. Повелете. Со ова прашање уште, дали ќе се обезбеди идиме, да ви кажам, сето е со уцена, сето е со насила. И ја упрашам, ја знаем дали се колеше за децата
и черките и се што постои, дека нема да го менува името. Македонски воздух да летиш и уште. Ало? Ве слушаме? Ме слушате? Одлично ве слушам јас. Ете така. И друго, за уцена, тоа нема каде. И друго да ви кажам, дека у Прилеп, градоначалникот си е намести внука му за секторка на комунали. Ме слушаш? Ве слушам, господине. Зборувајте, јас ве слушам одлично. Ете така. За насилство што нема каде бајше. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Убав ден, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, дали ќе се обезбеди, ќе се обезбеди, сигурен сум. И од порано бев сигурен. Што се однесува до тоа, сите плачат дека се оценувани, уценети и не знам што од албантите, ама мислам дека не е во ред така нешто. Коти ова со двојазбичноста требаше од 91 година да биде, не сега. И не ми е јасно зашто толку плачења, што вели Мицковски дека 1.200.000 се против одлуката на Заев, тоа не е точно, од јас со мојата фамилија и цел овој реон каде живеам јас, 60% не излегоа. Што значи јас сум албанец, не го поддржувам Груевски и овој Мицовски. Тоа значи дека не сакав да излезам тој ден, нема време и така се случи. Ама не значи дека сме против одлуката на Заев и таквите работи. И помалку плачење, повеќе работа. Ако сакаме во ова држава да живееме како што треба да се однесуваме честно и поштено кон сите граѓани, без разлика дали е албанец, македонец, србин и не знам кој. Бидете поздравени, пријатни, убави. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Среќен ден. Исто и на вам. Па видите, доста виш тие напаѓат ки само нас албанците не напаѓат. Слушам ги на сите телевизии. Од Сабале до сега. Албанците, па шо и се криви албанците? Шо сме ние криви? За се нешто се направи, ние сме криви. А двотретинско мнозинство ќе се обезбеде у собрањето. Ќе биде тоа сигурно, со гарант. Али не чинете ја така работа да се прават. Што сме ние криви на македонците сега? Ние албанците се виновни за војната, предходно сме виновни се. Па знае се која војната направи? Не албанците направија. Направија тамака Љупчо Георгиевски направија што беше договорена таа војна и што изгинаа ваши луѓе, што изгинаа македонци тамо. Невини. Тоа треба тамака Љупчо Георгиевски обштета да ги плати там на луѓето тамо, што загинаа тамо. Што беше наместена војната тамо. Во цела Македонија. Знае се кој намести војната. Не се виновни албанците, не се криви. Зашто ги напаѓаме само албанци? И знае се колку се 40% са албанци во Македонија, не се 20%, 25% што ги кажуват на телевизиите. 40%. Ајде да се преброеме. Сите побегаат тамака у странство. Кој ќе се врне, кој ќе се боре тука сега за Македонија? Никој нема да се бори од македонците од вашето. Добро, од сите националности има побегнато. Си има заминато од Македонија, ние се само македонците. Па не само македонци, без обзира, али еве сега да се мобилизират луѓето, 80 луѓе годишни ли ќе се мобилизират? Пензионерите ќе се мобилизират. 70 годишни луѓе, тие ќе се мобилизират. Добро, не дај Боже, да, не дај Боже. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, не дај Боже да дојде до таква ситуација. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете во програмата. Андреја Кивовска на телефон. Повелете. Вака за темата, дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени, така? Да. Па види вака, треба да се обезбеди, затоа што иднината е во тоа двотретинско мнозинство. Значи, имам тука, слушам некои многу гледачи се јавуваат, не знам колку се свесни или не се свесни дека ние
како Македонија сега, еднина немаме. Значи, мора да се смени името. Никој не сака да се смени името. Значи, тоа е морален пасош за Македонија да влезе во НАТО, во ЕУ и во светот. Значи, едноставно тогаш ќе станеме граѓани од европски ранг. Така да, не знам што се замислуваат кога го запнале, колку патриоти се прават. Тоа ти е исто као крава која нема млеко. Моментално сме тоа. Или жена без гради. Значи, жена мора да има гради. Мислам, глупава ствар. Ние подхитно мораме да изгласаме двотретинско мнозинство, за да идеме напред. Иначе, као овакви тука, не знам до кај ќе одиват. Значи, сме изолирани од секоја страна. Мислам, толку нема што више друго да кажам, чекаме сега да се изгласа тоа. И народот дека се свесни. Джабе политиката надвор искочиле овие, ја кочат држава надвор. Значи, протестираат за да не оди држава надвор. Мене тоа не ми е јасно. Немам коментар. Поздрав, пријатен ден и поздрав до премиерот и гласачите. Чао! Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден имајте и вие. Одиме со следниот гледач. Добар Ало? ден. Повелете. Добар ден. Повелете. Јас сакав да почнам поинаку, ама прво да го прашам предпоследниот гледач дали го слушаше тој премиерот Даев дека ветуваше дека нема да се смени уставот и дека нема уставни промени, гаранција даваше. Додека ме држи паметот, викаше, значи јас тоа го прашувам предходниот гледач и дали тој смета дека друга држава вака е приморана на ваков фашизоиден начин да промени свое име, толку тој да се запрашат. Ако бесме подостоинствени, секако ќе не примае и без сменување, али оваа мисија на господинот Заев е за да се доразпродајца државава, дај Боже да не се обезбеди тоа двотретинско мнозинство, ама како што гледам јас овој премиерот веќе ќе спремен е све да дај за да ја продај државава и ќе обезбеди, мислам, жално, значи али вистинито се погребува веќе Македонија, пријатно, фала. И благодарам за вашето јавување. Се извинувам. Добар ден. Добар ден. Повели. Па вака, млада господја, голи господја, мене прашањето многу ме чуди. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за уставни измени? Па во тие 80 души има, па дали знаете дека првиот устав 91 година албанците не го гласаат? Како ќе гласат за измени и за нешто што не гласале? Дори ме чуди. Тие не ни станаа кога се насочи уставот. Може сте биле мала тогаш. За кои измени кога тие ни уставот тие го бойкотира, не гласаа за устав на Република Македонија. И само ќе повторам од професорката Гордана Силјановска, доколку е левата, доколку е десната, клетва машка фајќа, да се исушат ратите на сите тие. Добро. Благодарам за вашето јавување. Без такви коментари ве молам, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, парламентарно мнозинство нема да се обезведи. Македонија продолжува, бадила се јавуваат албанците, што гласа е насила сега, а не гласа за државата 91 година. Едно знам, дека Македонија ќе спаси председатело слободна државата Ѓорѓе Иванов. Но партиите заедно со ВМРО, ако се обединат, се ќе гласат како што треба. Пријатно. Ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден. Добар ден. Ало, добар ден, се слушаме? Одлично ве слушам, повелете. Од Охрид се јавуваме. Повелете. Ќе бидеме многу кратки за сите гледачи како што зборуваат и реагираат. Да кажеме еден практичен пример.
Источна Германија 60 години беше под руско влијание. И од германците никој не кажа дека јас сум руски германец. Значи да повторам, ниеден германец не кажа дека сум руски германец. Така да кај нас овдека секој што мисли дека е северен, горен, долен, јужен, нека си земи по една слика од германец, нека си стави дома да види што е поим од нација, а и Сабајле кога ќе тргне на работа, ќе работи подобро. Фала многу, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите што е. Ја мислам овие уставните измени ќе се изгласаат, али само едно би сакал да кажам. Зашто сега ВМРО-ците ги окривуваат албанците дека условувале? Па слушај, и зашто има ова амнестија ги ослободиле овие? Па затоа е крив се ВМРО. ВМРО ако учествуваше во ова за се гласа, не можеше никој никого да уцене. Кој ќе го оценуваше заедно ако имаше он подршка од ВМРО за да се изгласат уставни измени? Него они се тргнава на страна и го оставија сега он да вади костениот жар. Па не е крив. Мислам, не се криви албанците, криви се македонците што не учествуваат тука да се изгласало. И што, нема да имаше ни овај амнестија? Ако мароците, зашто? Тие ги избркаат партија они, што гласава. Па нека учествува они, па нека си ги избркаат тие па од партија и нема да имаше амнестија, што сега се бунат, имало амнестија за едни, немало за други. Нема да имаше за никој амнестија. За целава ситуација јас го укривам sve ovие граѓаните кои се симпатизери на ВМРО. А исто така, многу најголема одговорност е раководството на ВМРО, кој ги толку ги наведе граѓаните дека не е ова исправно, иако и они сакаат да идемо во Европа, па тока и смешно е. Мислам, смешно е што зборат сега. Албанците биле криви, овој бил криви. Не се албанци. Македонците се криви. Што остави албанците да не одлучуват. Албанци нема што не се криви. Добро, благодарам поише денес да државам. Ви благодарам за вашето јавување. Да не се повторуваме, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартин. Повелете. Сакам да кажам нешто во вези со ова што се случува денеска. Зошто го прекина овој Џафери, зашто го прекина денеска овој, одложи за покасно? Од СДСМ еден се јави сега, даде оставка, одма се одложува. Зашто го одложува? Што не викнава да гласа тука? Што не гласа? Одма сега замена, кај се сега? Трчат како зајци таму. Тој зајд трчи како зајд сега. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ве молам без навреди. Значи, ви овозможуваме 2 минути да си го кажете вашиот став, вашето размислување, меѓутоа внимавајте кои зборови ги користите, не можам да толерирам навреди. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Како сте? Одлично. Вие? Сакам прво за ова, за солвирање на ова. Има гласање, што џабе се бунат луѓето. Не се луѓето криви. Тука се кривите ВМРО-ци прво. Не сум ни ВМРО, не сум ни ЕЗС. Тие се криви, тие не се во мајката тие пари ги дигни, па се каја. Хвала, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Режија, претпоставам дека тоа беше последниот гледач, да. Ви благодарам за вашето внимание. Повеќе за ова информација и за останатите информации ќе имате можност да погледнете во 17 часот токму од новото студио на Централниот дневник, каде што ќе бидат ваши домаќини Младен Чадиковски и Огнен Јанески. Затоа бидете со телевизија 24, до гледање од мене, се гледаме повторно утре.